Почитувани мои, добар ден. Повторно со Црвена линија, овој пат во петочно издание, последен работен ден од оваа недела и секако дискусија и тема во која што верувам ќе земете поголем дел од вас учество и ќе го кажете вашиот став, видување или пак мисла за она за што ќе зборуваме. Ќе ве потсетам на самиот почеток. Достапни сме веднаш доколку го завртите телефонскиот број 02-307-6677. А еве зашто сакаме да проговориме со вас. Во Благоевград Омо Илинден Пирин ќе отвори македонски клуб. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски, председателот на Левица Апасиев најавија дека ќе присуствуваат, а бугарското ВМРО ќе организира протести. Премиерот Ковачевски нема да присуствува, а председателот Пендаровски не е ниту поканет. Она што ве прашува денес Црвена линија е дали треба да се прави сензација од отварање клубови за пријателство. И секако ќе ве потсетам дека можете да не заследите веднаш ако не сте го направиле тоа, пред се на Facebook Црвена линија профилот, секако задолжително заследете го профилот и на телевизија Телма и таму се објавуваат нашите теми, како и оваа денес. А на Инстаграм особено ќе ни биде драго доколку не заследите и го заземете вашето учество во денешната Инстаграм стори анкета. Прашуваме дали доколку има организиран превоз би присуствувале на настанот. Ваше е да одговорите со две можности. Одговор под 1 да и одговор не, а резултатите ќе ги соопштиме таму некаде по рекламите. И еве се знае 02-307-6677. Можете да коментирате, шернувате и лајкнувате, ако можеби некому му е полесно тоа така да го прави, но пожелно е да ве слушнеме веднаш во Црвена линија. И тоа ќе го направиме со вклучувањето на првиот гледач за денес. Добар ден. Да, добар ден. Еве, прво прашање до вас, дали треба да се прави пред се сензација од отварање на клубови за пријателство? Тоа е... Намалете го тонот на ТВ приемникот. Не треба сензација да се права, затоа што тоа е право на сите оние граѓани кои живеат во Бугарија, тоа си нашето малцинство кое не го признава бугарите, да се отвори клуб кој му одговара на нашите граѓани кои живеат во Пиринска Македонија. Тука нема какви сензации, нема потреба од сензации. Сега тука правиме една дистинкција. Државата не е таа која што го отвора клубот во Благоевград. Го отвораат граѓани кои живеат во Бугарија. Тоест, лица кои што се организатори на тие клубови, за да може добрососедските односи да се приближат. Затоа и премиерот Ковачевски кажа, секој кој може да појде, да оди за да се сближат односите помеѓу Македонија и Бугарија. Никој тоа не го спори, да се разбериме. Кој сака може, али кога присуствува председател, премиер или собраниски председател, тоа е веќе званично државата. Затоа државата има сега во обид да направи своје државен културен центар во Благоевград во соработка со Министерството за култура, тогаш државниците ќе присуствуваат. Така да тоа е државно фактички културен центар. А ова е на граѓаните кои живеат во Република Бугарија. Дали би присуствувале ако има организиран превоз? Истече времето 90 секунди, секако ќе ја искористиме можноста еве да ве прашам и вас кои што се јавувате во Црвена линија на нашето анкетно прашање. Ќе потсетам, еве нашиот профил е отворен, заследете го на Facebook и коментирајте таму. Ќе им дадеме предност сега и на гледачите кои што го завртија нашиот телефонски број. Еве како изгледаме ние на Facebook Црвена линија и се разбира вака е и фотографијата на која што објавена темата. Го имаме и коментарот на Димитар Павлов, можеме да го покажеме, зошто да не. Вели конечно Македонија да направи добро за македонците во Бугарија. Еве малку ќе подесиме надолу, но еве ќе пробам уште еднаш. Како да ќе потсетиме коментарот на Димитар Павлов, тој на Facebook вели конечно Македонија да направи добро за македонците во Бугарија. Поздрав Димитар Павлов.
А сега да видиме и дали имаме гледач со кој што ќе проговориме на денешната тема. Добар ден од Црвена линија. Јас се чудим за какви сензации ние збориме. Ние македонците по целиот свет имаме клубови. И во Канада, и во Австралија, и во Америка, и во Европа. По цел свет имаме клубови. Ова е чиста проверка. Дали бугарите од комунизам предаја во демократија или во национал фашизам. Ова е чиста проверка до нив. Затоа се појавува и бугарското ВМРО, кој е позади Ванчо Михајлов, Цар Борис. Нема ништо македонско кај нив. Чак што више и македонците испеќат. Ова е проверка и за кај нас овде. Кај нашиве социјал-демократи. Дали и они добиле презнак нации заедно со балистиве тука. Ова и кај нив. Не може да бидат демократи. Само да гледаат, да наблюдуваат, а власта. Све што се случи од државава, они не знаат или ќе направиме, ќе видиме, ќе сториме, ќе вклучиме нешто, ќе прашаме некого од надвор, кого прашаат. Доколку има организиран превоз, еве дали ќе присуствувате на отварањето? Позиција, опозиција. Они моментално, ова е власт од СДС разговара со социјал-демократите и либералите. Не те слушам ништо, извини. Доколку има организиран превоз, дали би присуствувале на отварањето? Би отишол. Јас сум бил, не еднаш сум бил и тука у Скопје. Благодарам што бевте дел од оваа Црвена линија. Ќе потсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди. Секако благодарам и што дадовте одговор на нашето денешно анкетно Инстаграм стори прашање. Ке ве потсетам и овој пат активно учествувате во анкетите кои што ги објавуваме на Инстаграм стори Црвена линија. Денес ве прашуваме дали доколку има организиран превоз би присуствувале на отварањето на клубот. Одговарате со да или не. А секако многу повеќе сакам и да ве слушнеме во рамките на Црвена линија и со една вака подетална, како да кажеме, детална изјава од вас, што вие мислите всушност за целава ситуација и дали треба да се прави сензација од отварањето клубови за пријателство. Добар ден. Добар ден. Секој добро, вие сте во Црвена линија. Поздрав до вас, поздрав до... Голем поздрав секако и до вас. Па вака сега, на прашањето дали треба да се прават сензации од отварање клубови за пријателство, секако дека не треба да се прават сензации. Како што беше во отворањето на клубот во Охрид, каде што правеше ДПМН протест, сега исто така, со отворањето на клубот во Бугарија, исто прават ВМРО протест. Истото само пресликано од едната и другата страна. Значи, тие две партии не се за добро соседство помеѓу Македонија и Бугарија. Можам да кажам дека голем дел од тие политичари имаат и дипломирано во Бугарија и во Благоевград на нивните факултети, па сега прават протести и како да бугарите ни се најголем непријател. Така да доколку има организиран превоз, јас лично не би одел на такви отворање на такви клубови. Зошто овие клубови, се поставило прашањето, не се отвора пред една година, 2 години, да речеме. Или како што изјави председателот Пендаровски. До сега имало толку председатели. Како нито еден председател не го примил бугарското Благодарам, ценим што земавте учество во Црвена линија. Продолжете да не следите, продолжете и да коментирате секако на Facebook. Ја потсетам и на Телма телевизија, профилот на Facebook се објавува нашата тема, па и таму има коментари. Но ако имаме гледач, веднаш ќе одиме со гледачот. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме? Црвена линија. Добро, и веќе прочитам еден од коментарите, му припаѓа на Џон Г. Давидов, вели единствена причина сега што им текна да отворат и говорат воопшто за македонски клуб. Македонски клуб во Пирин, зошто профасистички и пронацистички видеа не можат да пројдат легално правно со клубови.
Бугарски напишал во Македонија. Целта им е окупација повторна, ало бугари нема во Македонија, толку тоа е масивна, промотивна, агресивна окупаторска кампања. Бидејќи е опширен и долг коментарот, секако ќе ве посетам да следите ги Телма телевизија и прочитете го целосно коментарот таму, па лајкнете, шернете и секако додадете и ваш коментар. Одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден. Секој добро? Ова се прави сензација на ова сензација отварање на клубови за пријателство. Ја мислам дека тоа се прави затоа што луѓето имаат носталгија према својата, да речам, матична друга, како да кажам, држава, према Македонија. Мислам затоа тоа малку се прави као некоја сензација, меѓутоа не би требало, затоа што имаме секдека во светот кој што има наши, да речеме, македонци и срби и други, што си прават своји клубови, затоа што тоа им е за некое нивно дружење. Сега, овие клубови, тие луѓе што се во Бугарија, тие се староседелци, значи, кога се делела Македонија, кога делеле како Албанија, Србија, сегде што земале дел некој, тие луѓе остануваат во територија на таа друга држава што припаднал македонскиот дел. Така да тие луѓе имаат толку многу право и толку треба на тие луѓе да им се удоволи, затоа што они не се криви што останале таму. Нити се доселели, нити емигрирале. Значи тоа е, како да кажам, нивно, буквално нивно како корени нивни. Он таму е, земјата е негова, од дедо, предедо бил, и сега како што дошло, се девело, се правело, тоа е, значи, веќе некоја виша сила. И тие луѓе нормално имаат носталгија. Меѓутоа, бугари во Македонија, не знам, тоа не можам да го сватам, како бугарски отвараат тука, значи тоа се дојдени луѓе, што со некоја тенденција за да отворат клуб тука. Не се ни стародеделци, не се, не знам како да ги наречам. Благодарам многу за јавувањето во Црвена линија. Продолжете да гледате. Ќе вклучуваме и други гледачи. Секако можете да слушнете какво размислување имаат на нашето прашање, дали треба да се прави сензација од отварање клубови за пријателство. И ќе подсетам, внимавајте на тајмерот. Добар ден. Здраво. Секој добро, Црвена линија. Па сензација, пре би го рекол провокација ова, не сензација. Значи со овакви отварања клубови, само провокација се прави, нервоза кај едната страна, било која. Значи едниот ако отвори, овој другиот се љути, па овој ќе отвори, па овој ќе се налити. Така да баш и не е кепски тие работи, мислам, ми делува како некој помодарство, знаеш. Ја памтам, пред 40 години купив телевизор умало со далинска убоја, и комшиите почнаа да се бесат по бандери затоа што немаат они телевизор убоја. Ова ми делува така, тој што како да ти кажам. Ајде, доколку има организиран превоз, дали ќе одите на отварањето? Молам? Доколку има организиран превоз, дали ќе одите на отварањето? Па има шанси да отидам на отварањето, јас да не ми се допаѓа што ќе биде Вапцаров, јас пре би сакал Лазар Кулишевски да биде таму пишан. Многу повеќе сакам, или па Михаил Апостолски да биде пишан. Зашто да не, па тие се наши македонци таму. И тие се декларираат за бугари, тие се исто македонци одметнати. Нема ништо тому бугарска, тоа е измислена нација, тоа го измислиле западњаците за да, бидејќи ние ја носиме антиката, Македонија ја носи антиката. Ние сме постари од елините и од атињаните и од спартанци и сите тие таму елински држави. Затоа нас сака да не поништат како име. Секако благодарам и вам што се јавивте во Црвена линија. 02-307-6677 ќе подсетам за оние кои што може би подоцна се вклучија. Денес зборуваме за следното. Во Благоевград Омо Илинден Пирин ќе отвори македонски клуб. Председателот на ВМРО ДПМН Мицковски и председателот на Ливица Апасиев најавија дека ќе присуствуваат на отварањето, а бугарското ВМРО најави дека ќе организира протести. Премиерот Ковачевски нема да присуствува, а председателот Пендаровски не е ни поканет. Она што денес све прашуваме вас е дали треба да се прави сензација од отварање клубови за пријателство. Да видиме што ќе ни каже следниот гледач. Добар ден. Добар ден, Нина. Дали се слушаме? Да, одлично се слушаме. Поздрав до вас и до редакцијата. Генерално не сум против, туку сум за отварање на културни центри,
Знам дека имаме културен центар во Хрватска и тие имаат тука и соработката меѓу народите е изворедна. Меѓутоа, треба да се внима. Прво треба да постои законска регулатива за тоа што и како содржи програмата за активноста на тој центар или на тој клуб. За да нема вакви тензии, вакви, како да кажам, ајде, сензации, што велите, помеѓу две држави, поточно помеѓу Македонија и помеѓу Бугарија. Она што се случи кај нас и што се случува кај нив е на еден начин возвраќање, меѓутоа мислам дека не треба да носат такво име кое провоцира и не треба да носат таква програма која исто така провоцира. И наместо да биде мотив за зближување на народите, го прави спротивното. Инаку дали сум за тоа да појдам, па да сум помлад, било каде би пошол. Инаку вака на овие години не би пошол на на вакви отварања. Сигурно дека треба да се отвараат Ке подсетам, внимавате на тајмерот и нема да пропуштам да ми речам и вам благодарам што земавте активно учество во ова издание на Црвена линија. Се разбира за оние кои што можеби сакаат плюс 90 секунди и не се чувствуваат недоискажани, слободно завртете го повторно телефонскиот број 02307667. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, ако сум на линија. Секако вие сте и тоа на Црвена линија. Дали сум на линија? Да, на Црвена линија сте, повелете. Благодарам. Па вака, ја не сум за овие отварања клубови, затоа што тие не се организирани од државите на некое си повисоко ниво, каде што стварно да ќе биде тоа организирано и на културен начин спроведено, а одека се одредена група на граѓани се одлучила да отвара некакви се клубови и не е тоа лошо ако тие клубови се со цел, значи да ги зближуваат народите. Меѓутоа ние видовме од сега отворените во Битола и во Охрид, не се зближија, него се поќе се раскаране, во Битола го запаливне, во Охрид го искршивне излог, онај паното кај што се беше, а сега во Бугарија што ќе се случи не знам. Кога би организирале, би отишол, ама не на отворањето, но би прошетал низ градот да го видам како е што е, али да отидам тамо не. Меѓутоа, ќе го повторам тоа и за мене во право се што нема да одат видните личности од политиката од кај нас, затоа што тие оцениле дека ова е со одредена провокација од страна на ВМРО и на левица кои ќе одат, уствари не само најавиле и сигурен сум, а има замисла тие да направат гужва, ако одеше и политиката, тоа е да се префрли тоа на владата на организација. И затоа мислам дека добро е што нема додат и да бидеме воздржани. Секако и да подсетам да се внимава на тајмерот, автоматски ги избројува 90 секунди, тоа е време траењето на секој излагање, па и автоматски се исклучува. Затоа секогаш внимавајте на тајмерот да не бидете прекинати сред мисла. Благодарам на гледачот што се вклучи и одиме со следен гледач. Добар ден. Добар ден, Црвена линија. Дали ме слушате вие? Да, во Црвена линија сте, повелете. Јас право да ви кажам, ќе сраме да ви кажам дека многу слабо се слуша вашиот глас. И не знам, ова време во малку тајмерот, колку и да внимаваме, ако е толку џабе, за минута и пол не можеме ништо да правиме. Ама ајде сега да кажеме на темата за времето што ви е одредено, ве молам. Вака сега, дали треба се прави сензација? За ова што се случува во Бугарија, не треба во Македонија ни да се зборне, не да се слуша. Тоа треба на ниво на надворешна политика, да си се реши човечки, да се знае дека е тоа тамо за доброто на таа држава, дека ова овде е за доброто на оваа држава, да постои човечка комуникација. Меѓутоа, ништо не се работи за доброто посебно за доброто на Македонија. Затоа што во оваа наша држава со толку природни богатства се
се што беше на народот, сега веќе не е на народот. Сега веќе во раците на некои капиталисти или на некои тајкуни. Доколку има организиран превоз, дали ќе одите на отварањето? Како? Доколку има организиран превоз, дали ќе одите на отварањето? Дали би бил јас? Дали би оделе на отварањето доколку има организиран превоз? Ме прашувате времето, гледам оди, вие ме прашувате додека да ве слушам, треба 5 пати да прашам. Па реков, не ме интересира, не би одел. Добро. Секако нема да ја пропуштиме да ве прашаме и вас да имате активен удел во одговорите на анкетното прашање. Ги потсетувам сите оние кои што не следат на Инстаграм, направете го тоа секојдневно со секоја тема. Имаме на Инстаграм стори анкетни прашања во кои што ги собираме одговорите на јавност. Овој пат прашуваме дали доколку има организиран превоз би присуствувале на настанот. Одговарате со да или не. Добар ден за следниот гледач. Добар ден. Телефонот зазвони и верувам дека се уште го имаме гледачот на линија. Добар ден. Добро, во меѓувреме да не велам јас само напразно добар ден. Ало, исто така ќе потсетам, иако во текот на ова издание не кажавме ниту еднаш да се намали тонот на ТВ приемникот, слободно направете го тоа кога ќе го завртите телефонскиот број, а зошто? Затоа што подобро ќе се слушаме ако зборуваме преку слушалка. Одиме сега кај твитерџиите. Нив никогаш не ги пропуштаме, ги издвојуваме коментарите кои што сакаме да ги споделиме со вас. Недопирлива вели, Бујар Османи е против отварање на македонски клуб во Благоевград, бегај, кој работи против македонските интереси. Овде јадеш лепи, се богатиш, туки агенди тераш. Боби вели, па како смеат тие така наречени македонци клуб да отворат бе? Ерес, пипер в уста, само северџаните смеат, ако сакаат, а не сакаат. Зошто да сакаат? Они се жители на Панџија. Ако имаме гледач, ќе дадеме предност на вас, секако црвена линија е отворена, особено телефонскиот број, на кој што веќе од режија ми јавуваат дека имаме гледач. Добар ден. Ало, добар ден. Секој е добро и вам, вие сте во црвена линија. Ви благодарам и вас, се најубаво. Па и ве, дали според вас треба да се прави сензација од отварање клубови за пријателство? И јас мислам дека и прошлата недела кажам дека јас вакви политички клубови не би дозволи да се отворат. Збориме во однос на политиката, затоа што знаеме во каква ситуација сме со релација со Бугарија. Овие клубови во Македонија знаете кој ги отвори? Каракачанов. Мислам дека ако нешто зборувам неправилно, треба да појасните вие како водители или како новинари, ако имаме некоја грешка, треба да ми исправите. Во Битола Каракачанов ги отвори Ванчо Михајлов. Во Охрид веројатно исто. А сега во Бугарија се прашувам кој ги отвори. Верувајте дека не знам, само можам предпоставка да имам. Дали е тоа опозицијата, затоа што опозицијата и оди тамо да присуствува. Они беа и во Битола и во Охрид. Председател на ДУПМН беше, а сега одите во Благоевград, во Битола. Со каква цел и со какви намери има тоа, не знам, тоа се негови агенди и негови работи. Не би навлегол, меѓутоа јас не би отишол и да има бесплатен превоз, прво не би отишол со опозицијата, затоа што она носи во погрешна насока сите, па така ја не би сакал погрешно да бидам насочен. Но вистински сте насочени што се вклучивте во црвена линија. Благодарам за вашето учество. Ќе потсетам дека навремено, брзо и квалитетно можете да бидете информирани ако кликнете и на telma.com.mk и еве ќе може да го видите и насловот кој што вели Османи и Милков се договориле двете држави да не се провоцираат. И пред да го вклучиме гледачот, ќе истакнам дел од оваа вест. Шефот на македонската дипломатија Бујар Османи денеска дециден дека клубовите, вклучително и македонскиот во Благоевград, не им прават услуга ниту на македонците во Бугарија, ниту на бугарите во Македонија. Туку напротив, има обратна функција.
Многу повеќе, значи, ве потсетувам на telma.com.mk, кликнете и дознаете многу повеќе за се она што ве интересира, како и за веста која што ја споделивме со вас. Одиме со гледачи. Добар ден. Добар ден, црвена линија. Се надевам дека се слушаме, вие сте на црвена линија. Ало, добар ден. Добар ден, секој е добро, црвена линија. Јас сум во програма сум. Да, во програма сте, во црвена линија. А од ова клубови во друга држава за отворањето на пријателство, па од тоа ни е многу ни е мачи, од тоа многу ми дојде некој се ваму, некој таму се шетат. Значи јас мислам Треба ли да се прави сензација од отварање клубови за пријателство? Дома и насови павчи, згради. Еве, доколку има организиран превоз, дали вие би... Мислам, треба да се изгради нешто. Дали би присуствувале на отварањето доколку има организиран превоз? Не може да не се слуша. Само да кажам, дали би одел, а дали би присуствувал на настанот? Па не би одел, јас шо ќе правам там, не би одел. И дима јас би одел, дима ништо така, не би одел, туку во Македонија, за нашата држава. Македонија треба да има згради, пацови, села нови, кој да има центри за кафе, за седење, за мове. Корона ми е доста зната, короната ми е доста. Најверојатно гледачот се исклучи некаде пред крајот на неговите 90 секунди. Благодарам и вам. Повторно ќе покажеме како изгледаме на Instagram Story. Заследете на Instagram, додека во тек е трењето на црвена линија би сакали активно да дадете учество и во нашата анкета. Потсетувам, денес ги прашувам и оние кои што се јавуваат, а секако и оние кои што не следат на Instagram, дали доколку има организиран превоз би присуствувале на настанот. Да, еве тоа како изгледаме на Story, одговарате со да, и не ќе потсетам наскоро по завршувањето на рекламите ќе ги објавиме и резултатите од ова анкета. А секако веднаш ќе преминеме и на нов гледач. Добар ден. Добар ден. Добар ден, дали се слушаме, вие сте во црвена линија. Телефонот зазвони, има некаква фунија, тоа значи дека имаме гледач, затоа не се префрлам на Твитер, но најверојатно доколку не слушнеме. Ало, добар ден, црвена линија. Ало. Добар ден, црвена линија. Може ли да зборам? Секако, вие сте во црвена линија, повелете. Ало. Ве слушаме, повелете. Па, ако е да идеме за Косово, Османи, киве прв. Кога дојде таа жената у Бит пазар, они улицата мене. А сега му е криво зашо се отвара центар у Благоевград. Ако е за нешто за у Приштина сите и почне од Тала Џафери до Османи, сите ќе отидат. Тогаш може. А сега му смета, бидејќи се работи за Македонија. Дали ме слушате? Да, продолжете, ве слушаме. И до кога Османи ќе се прави и газа на македонците? Дали доколку има организиран превоз ќе одите во Благоевград? У Скопје на име на татко и да се вика тамо, да не кажувам како. А сега му е криво зашо нашите ќе одат у Пиринска Македонија, односно у Благоевград. Доколку има организиран превоз, дали ќе одите на отварањето? Не знам до кога и до каде вака ќе одиме. Бидете поздравени, ја не би можел би отишол прв. Така, тоа баравме да земете учество во нашата анкета и секако големо благодарам што се јавивте во црвена линија. Ако имаме гледач, се надевам дека го имаме веднаш, ќе дадам предност на гледачите. Добар ден од црвена линија. Добар ден.
Намалете го тонот на ТВ приемникот, морам да забележам дека се слушам таму јас во позадина, најверојатно следите црвена линија со звук, додека се вклучувате во програма, намалете го тонот да зборуваме преку слушалка. Добар ден. Ало? Добар ден, црвена линија. Добар ден. Па еве, дали треба да се прави сензација од отварање клубови за пријателство? Може да зборувам? Да, повелете. Слушайте да ви кажам. Со Бугарија, јас сум против тоа. Ја на мојата душа ја осетав и ако бев дете кога дојдоа они. Сега доаѓаат само да не уништат нас и они да бидат бугари. Гледате ли што прават? Што иве донесоа ваму, го донесоа Ванчо, го донесоа Борис и што? Значи, они не се славјани, они се од Азија, дојдени иве тука уште пред некое време. Не знам таму иве која година се дојдени и од нас иве зедоа се и азбука и ова и сега они сакаат това да си го присвојат, дека се они, затоа нас ќе не отврлат, ќе да прават бугари и што сакаме ние. Гледаш ли, и Ванчо го донесоа, а Ванчо, знаете ли кој е? Ванчо е најголемиот, како тоа да го објаснам, бил со бугарската влада и што ќе му наределе, он ги убивал сите тие македонци. Потоа, ако не беше Русија да ги ослободи од Турција. Ке подсетам, внимавајте на тајмерот 90 секунди, следете го тајмерот додека зборувате за да не се исклучувате автоматски. Секако ќе се заблагодариме за јавувањето и доколку има време и можност, еве ќе во храбриме повторно да се јавите, па се разбира да искористите нови 90 секунди. Добар ден за новиот гледач. Добар ден, црвена линија. Ало? Добар ден, вие сте во црвена линија. Ме слушате? Да, ве слушаме, во црвена линија сте, повелете. Да ви кажам вака. Ја го молам Мицкоски, слушај сега, не зборај ти кој ќе зборам јас, те молам. Слушајте вака. Мицкоски да не оди во Бугарија. Така, најубаво го поздравувам. Со тие луѓе да не фаќа работа, тие со Хитлера има работа, Мицкоски оди таму, а? Ама нека ме слушни Мицкоски да не оди таму. Овде да си застани во Македонија, ги сврли сите клубови бугарски назад. Тоа да го направи. Така. Поздравете го, ве молам. Немам што да зборам повеќе. Благодарам многу за јавувањето. Во црвена линија имавме гледач кој што беше јасен и кусне, што помалку 30 секунди од 90 секунди. Добро, одиме понатаму, вклучуваме нов гледач. Добар ден, Македонија. Добар ден. Па еве веднаш да ве прашаме дали доколку има организиран превоз би присуствувале на настанот. Секако за мајка Македонија, за нашиот македонски народ, за се македонско секогаш и на секаде. Тоа е доблест македонска да се биде за мајка Македонија. Некој гинал за мајка Македонија на 18 години, не барале ни пензија, ни плата, а некои сега со дебели плати, привилегии, раскошен живот, пак се кодоши на Македонија. Тоа е драстична разлика. Значи, херој кој гинал за Македонија без да пара пензија, плата, привилегии, и сега некој на функции живее во слободна Македонија, а да ја предава, да ја обезпечува, да нема чувство за македонска музика, за македонски символи, за македонски јазик, за македонски интереси. А јас да ги поздравам тие браќа и сестри наши македонци во Пиринска, Егејска Македонија. Тие копнеат да се на наше место. Ние сме привилегирана генерација овде кај Македонија. Но мислам дека таму тие се поголеми македонци од нас.
и во Егејски и во Пиринска Македонија. Сега да помените низ Македонија, ретко кај да слушаш македонска песна, одродени, србизирани на било кој начин. А појди ти Пиринска Македонија, појди Егејска Македонија, само македонски песни пеат, и то патриотски песни пеат. Ето ти е то жално да живееш во слободна Македонија, а да не ја чувствуваш, да немаш срце, дека си привилегиран како македонец, дека живееш во својата ткавина Македонија, да си поголем душман на себе си на Македонија од другите душмани фашисти. Ето. Благодарам многу за јавувањето. Сега малку ќе одмориме со реклами. Бидете подготвени за резултатите од анкетата. Повторно со црвена линија, времето кога ги соопштуваме резултатите од Инстаграм анкетата, ќе ве потсетам да следете не, па учествувате од понеделник на новите анкетни предизвици од црвена линија. Денес прашавме дали доколку има организиран превоз би присуствувале на настанот отварањето на македонскиот клуб во Благоевград. Со да одговорија 27%, а со не 73%. Ова се финалните резултати од денешната анкета на Инстаграм. Ке потсетам, задолжително кликнете и на telma.com.mk, бидете ми брзо, ефикасно информирани, следете програмата на Телма телевизија, имајте ми убав викенд, а ние повторно заедно во понеделник во истиот термин. Довидување.